Северна Македонија. Наши гости во овој дел се Ѓулистана Марковска, поранешен пратеник, и Ана Пановска, новинар. Кога инако разговараме со три дами, првата помисла е дали Гордана Силјановска можеше да биде прва жена председател. Ќе ги видиме резултатите. Ти што мислиш, можеш или не може? Битката е се поизвестна дека има супериорно водство за сега од ова што е преброено Стево Пендаровски. А и расположението во ВМРО ДПМН не е баш оптимистичко. Така, ние коментиравме пред да влеземе и со Ѓулистана и со Ана, за разлика од првиот изборен круг, кога пресконференцијата во ВМРО ДПМН во штабот на Силјановска Давкова беше онака еуфорично и победничка, вечерва некако на нешто поинаку кисело весло. Ми јавува дека се подготвува пресконференцијата во изборниот штаб на Пендаровски или во СДСМ, да. Еве, гледаме, се вклучуваме во штабот на Стево Пендаровски. Една минута ќе почнем. Медиуми, кажете ми кога ќе може да почне. Почитувани граѓани, почитувани новинари. Првичните тенденции се задржа, покажуваат сигурно, стабилно водство на заедничкиот кандидат за председател Стево Пендаровски. На обработени над половината од пристигнатите резултати, Пендаровски води пред Гордана Силјановска со над 30.000 гласови. Очекуваме таквата тенденција да продолжи и Пендаровски да биде прогласен за председател на државата. Граѓаните го препознаа концептот што води напред кон единство, кон напредок и интеграција во Европската Унија и НАТО. На фер, слободни и демократски избори, граѓаните денеска избраа вистински председател кој оди напред. Ние, граѓаните, денеска кажавме конечно не на враќањето назад во темното минато и изолација и поделби. Ви благодарам. Повелете прашање. Се извинувам, не можам да слушнам. Ако може вратата да затворам. Се извинувам. Повели Душица. Јас не знам, музиката доаѓа од надвор, така да... На фер и демократски избори, граѓаните го искористија своето основно човеково право, правото на избор. Институциите надлежни околу изборниот процес јасно во пресконференции, во соопштенија ни кажа и Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи дека се е чисто и регуларно. Во таа смисла Во таа насока апелирам и до ВМРО ДПМН
да не бара никакви изговори за поразот кој што им следува. Други прашања? Ви благодарам. Тоа беше пресот во изборниот штаб на Пендаровски. Спомената е разлика од 30.000 гласа, иако се половина пребројани од пристигнатите. Очекувано, неочекувано, првични коментари, излезноста е поголема од првиот изборен круг. Прво јас да ги Дали имавте вакви прогнози или... По основ на излезноста, да. Заради тоа што сметам дека граѓаните на Република Македонија беа на висина на својата задача, сватија во каков историски момент се наоѓаме, од причина што недобри председателски избори значат една голема и тешка политичка криза во Република Македонија. Така да процентот од 45, можеби ќе биде и нешто повисок, веројатно во бројка изразен е 45, меѓутоа во математика е многу повеќе, ако земеме дека не ни е ревидиран избирачкиот список, дека имаме голем број на гласачи кои не живеат во Република Македонија, така да таа излезност можам да ја толкувам слободно дека е многу повеќе од 50%. Но ние во првиот круг беше многу ситна разликата. Околу 4.500 гласови Пендаровски водеше за Цилјановска Давкова. Дали доколку остане овој тренд нели на ваква зголемена разлика, сметате дека оние што бојкотира од граѓанскиот сектор, кои претходно го поддржуваа СДСМ, се вклучили или бидејќи беше непознаница зголемената излезност во доминантно македонските општини? Тоа треба да го видиме кога ќе ги видиме комплетно бројките, посебно во мешовитите средини, за да знаеме како се изразил, како се изјаснил албанскиот електорат. Веројатно ова што сега го имаме како податок е повеќе од помалите места кај што гласовите повеќе се бројат. Интересно ќе биде да видиме како е тоа во Скопје. Но Чомовски има некоја информација, видов. Сериозна, сепак и тоа половина. Цилјановска, да. Во Карпош победува Пендаровски, но е ситна разликата. Но кога се работи за овој факт на поголема излезност, фактот што имаме 44,5%, ама тоа е до 18:30. е многу повеќе, кога зборам многу повеќе, 2,5-3% повеќе од поддршката што ја доби Георги Иванов во вториот круг на председателските избори. Што значи дека контингентот, така речените албански гласови се приклучи кон ова и тоа е да речем условно некое исполнување на ветувањето на Ахмети и на Дуи. Па, тоа ќе видиме Чаловски и Јана, само да завршиме овде со оваа анализа со Ана, па ќе сакам да ги чуеме каква е состојбата во оние општини доминантно со албанско население, кај што во првиот круг победи Блерим Река. Но Ана на истиве прашања. Тоа се однесува до цензусот. За мене тој беше очекуван успех. Бидејќи првиот круг беше многу изедначен. И тоа даваше надеж на ВМРО ДПМН дека треба да загне и да се потруди во вториот круг да нагази со надеж дека ќе успее нивниот кандидат. Значи таа ситна разлика сметаш беше стимулативна за двата штаба? Апсолутно беше. Добро, за првиот штаб, да речем, на Стево Пендаровски, мислам дека тие беа максимално вложени во првиот круг. Меѓутоа, кога видоа ваков резултат, да беше поголем од првиот круг, поголема разлика. Може да ќе оде на бојкот? Можеше да се оди на бојкот. Меѓутоа, дефинитивно. Тоа е моја проценка и уште одма го кажав дека ваквиот тесен резултат ќе ни даде цензус. Тоа е една од работите, а друга е сега се уште гласовите не се пребројани, не можеме ништо да кажеме за кој ќе биде. Ние говориме за имаме председател, дефинитивно е. Дека е само од албанските. И јас не мислам, ама ќе ги дека е тоа чуеме. бројот на оние кои што или се дел неопределени, па можеби малку повеќе политички освестени, меѓутоа тука зборувам и за членовите на Социјалдемократскиот сојуз кои што сакаат да ја казнат партијата на власт и дека во овој момент кога партијата направи поголема пропаганда, кога практично одеше и по куќи, си го мобилизираше членството објаснувајќи му ситуацијата и посебно да кажам дека можеби најавената метла можеби имаше влијание на гласањето. Не, мислам дека
малку се залетаа тие разочараните во првиот круг, не очекуваа дека таков пат ќе има. И после тоа веќе малце рекоа ова игре, ама може да излезе Може да се пригради. за некој зборам на лошо, за некого ќе биде добро, се разбира тоа. Добро. Чаловски Ана, дали ги имаме податоците за општините кај што Да, еве, во како првиот една круг победи Блерим Река, да како видиме една сега. увертира, да. Блерим Река во првиот круг освои 80.000 гласови. Во 8 општини победи тој, па да видиме еве на пример во Дебар, каде што претходно Блерим Река победи. Од она што е изброено како гласови, професорката Гордана Силјановска Давкова има 793 гласа, а Стево Пендаровски 4231 глас од досега избројаните гласови. Нели? Во Липково Силјановска Давкова има 30 гласа, а Стево Пендаровски 5591 глас. Во Желино Гордана Силјановска Давкова има 49 гласа, а Стево Пендаровски 3331 глас. Во Гостивар 5192 гласа за професорката Силјановска Давкова, а 13.022 гласа за Стево Пендаровски. Во Боговиње исто така голема е разликата, 53 гласа Гордана Силјановска Давкова, а 4450 гласа Стево Пендаровски. И остану уште 3 општини. Тетово 3000 гласа за Гордана Силјановска Давкова, 8605 гласа за Стево Пендаровски. Во Врапчиште 227 гласа за Гордана Силјановска Давкова, 3565 за Стево Пендаровски, и во Теарце 380 гласа за Силјановска Давкова, а 2522 гласа Стево Пендаровски од она што е обработено, што може да се заклучи дека Ова е огромно. потврда на мојата теза. Тоа е потврда точно. Значи, Дебар на минатите градоначалнички избори фуриозно победи Дуи, ама фуриозно. Да. Сега сиот тој контингент се прелеа кај Стево Пендаровски. Ама не е само Дебар, ние говориме ваму победи Блерим Река, значи дека и тој повикна Блерим Река да излезат да гласат, имал ефект. Во основа, победата во Желино, Боговиње, кои што се во основа опозицијски во албанскиот блок градоначалници, и тамо ја сватија перцепцијата дека се изјаснуваат за повикот на опозицијската албанска групација дека се гласа за ЕУ и за НАТО. И од тука контингентот не е исклучиво на Дуи, туку албанските гласови го прифатија принципот дека се изјаснуваат за стратешки цели и кај Дуи дека тоа е преокупација за... Сметате дека овде Дуи е клучен или и Сите албански Да речам. партии, да речам и албански граѓани. и Беса и Алијансата На и страна самиот Блерим партиите. Река? Албанските граѓани се знае дека, мислам, очекував дека ќе гласаат за оваа опција, за која што е, морам да кажам и јас се залагам, Европска Македонија, НАТО. Но она што се обидов да бројам, тука е таа разлика што ја спомена 30.000 гласови само во овие Тоа значи места. дека Дуи многу послаб по гласовите во однос на тоа што го имаше во парламентарните избори и дека ќе настане сериозен расцеп по албанскиот електорат во смисла на тоа кога би имале сега предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, несомнено, фактот дека во овој период Дуи се залагаше активно, за разлика од претходно пасивниот однос во однос што ќе се случи во првиот изборен круг, и таа негова активност вроди со плод во смисла на тоа да одреден број на гласови отидат на страната која што консензуално ја Албанскиот блок има поддржа. една многу важна карактеристика, а тоа е дека за прв пат ми се чини дека перцепцијата на рамноправност на плуралистичкиот амбиент доаѓа до израз. Значи, супериорната доминација на Дуи сега има контрапункт во еден значаен корпус на гласови за Река и за опозицијските партии. И тоа е добар демократски знак. А за разлика кај нас. Значи, таму има опозицијско, како да речам, противставување, меѓутоа, по основните постулати Европа и така натаму, НАТО и сето тоа, таму нема двоумење.
Нема судир по тоа прашање. Они може да си ги вадат сега очите по разни други прашања. Меѓутоа, по основното, она што треба и кај нас македонците, да речам, во македонскиот дел на гласачкото тело, да дојде како свест, дека она што треба да биде иднина за Македонија, нема враќање назад. Што побргу тоа го свати целото, барем по тој дел, па после да зборуваме за криминали, затвори, се може да се збори. Али по основните постулати што сега се поставени, тука не смееме да имаме дилеми. Имам знак дека колешката Лепа Џундева, која се наоѓа во штабот на председателскиот кандидат Силјановска Давкова, може да имаме на линија. Да, сакав Лепа да ни кажеш каква е атмосферата во штабот. Што се случува? За разлика од првиот изборен круг, вечерва е доста тивко во штабот на ВМРО ДПМН. Она што е раздвижено се новинарските екипи кои се наоѓаат во прес-центарот. Нема атмосфера како што беше во првиот круг, нема членството, нема развиорени знамења. Се уште не знаеме ниту дали лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски и кандидатката за председател Гордана Силјановска Давкова дали се пристигнати воопшто во партијата. Ги очекуваме тие информации. Она што можам да кажам во моментот од тука е според одредени информации на аналитичкиот центар на ВМРО ДПМН, секако неофицијални, на 100% обработени податоци ВМРО водат во Росоман, каде има 1295 гласови за Силјановска наспроти 924 за Пендаровски. Потоа во Македонска Каменица, каде има 2142 гласа за Силјановска наспроти 1522 гласа за Пендаровски. Потоа Зелениково, Вевчани, Валандово, Македонски Брод, Делчево, Велес, каде водат со 13100 гласа за Силјановска наспроти 10300 гласови за Пендаровски. Она што го имаме како информација од тука дека на 90% обработени податоци Силјановска води и во Битола, каде има 21.007 гласови за Силјановска наспроти 20.105 гласови за Пендаровски. Од тука можам само да кажам дека ВМРО вечерва обвинија за изборни нерегуларности, кажаа дека има агитирање, притисоци врз нивните наблюдувачи, исто така дека полицијата не реагирала, дека имало групно гласање, организирано гласање поточно и како и тоа дека се уште се чека, се извинувам, пресконференцијата која што не е закажана. Значи, тоа е тоа од прилика што го имаме тука. Дали имаш прашање? Благодарам Лепа за сега. Сакав овој сегмент сега да го искоментираме. ВМРО вообичаено сега ги набројува градовите каде што води, да, каде што победува. На пресконференцијата на околу 20 часот што беше, точно беа наведени бројни нерегуларности од изборниот штаб на Давкова Силјановска, организирано гласање, кривични пријави. Што може да се очекува? Може ли овој пат и овие председателски избори, едниот изборен штаб, ако продолжи овој тренд, нели, кај што Пендаровски води, да не ги признае изборите? Се зависи колкава ќе биде разликата во бројки, затоа што ако тие нерегуларности биле на места кои што значајно или битно нема да го пореметат тектонски резултатот, тоа значи дека ВМРО ДПМН ќе бара алиби за изгубени избори, меѓутоа сепак треба да ги видиме до крај резултатите за да знаеме како е, а од друга страна многу е комфорна позицијата на една многу голема партија да имате непартиски кандидат, без оглед на тоа дали тој имал поголеми партиски ставови од лидерот, заради тоа што тогаш кога ќе имате победа, победата е на партијата. Ако имате пораз, тогаш поразот е на самиот кандидат. Да, тоа е интересна теза, но очекуваш да не биде признаен резултатот и председателот? Бидејќи беа набројувани многу нерегуларности. Не очекувам и или тоа е алиби? Филозофија. И кај нив имаше една трансформација, прво одлични, да не речат норвешки, скандинавски избори, па полека како доаѓа некако гласините од изборните штабови, веќе основните изборни штабови видоа дека не е баш многу ситуацијата добра и затоа почна веднаш да ги редат. Секогаш ќе има такви
инциденти околу изборите, без разлика на оваа или на онаа страна. Но не очекувам дека некој нема да ги признае резултатите од изборите. Ќе продолжиме, Поготово ако знаеме дека сега ќе се изјаснат и ОПСЕ и сите други посматрачи, не е тоа само што викаме кој губи, тој има право да се продолжиме за тоа како тоа ќе се одрази во ВМРО ДПМНЕ, нели резултативе, но бидејќи збориме за нерегуларностите, имаме снимено изјава од јавното обвинителство, нели, кои дежура, една минутка е таа, да видиме што ќе ни соопштат, што има ново. Денешниот изборен ден помина во најдобар ред, што се однесува до надлежностите по кои што би можеле ние да постапуваме како јавно обвинителство, со исклучок на еден настан кој што се има пријавено на територија на Висше јавно обвинителство Гостивар, поточно во селото Другово, пријавено дека еден од избирачите го фотографирал неговото гласачко ливче, по насоки на јавниот обвинител, дежурниот, одземен е телефонот за вештачење и зависно од вештачењето ќе следи соодветна пријава кон истиот. За другите висши обвинителства кои што го покриваат терените како што се Висшето јавно обвинителство Скопје, Висшето јавно обвинителство Битола, Гостивар и Штип, други пријавени настани до основните јавни обвинителства поврзани со денешниот изборен циклус нема. Значи, продолжуваме кај што застанавме. Доколку продолжи овој тренд на водство, на Пендаровски, а такви се и прогнозите. Можни ли се некакви превирања во ВМРО ДПМНЕ, бидејќи Мицковски се соочуваше со такви некакви странични барања за вонреден конгрес и слично? Не мислам. Тоа беше можно доколку во првиот круг ВМРО ДПМНЕ освоеше помалку од 270-280 илјади гласови, кој што би бил и во однос на овој резултат се убедливо послаби, меѓутоа сепак бројката од над 300 илјади гласови него го зацврстува на позицијата на лидер, поготово ако земете дека голем дел од оние кои што беа во бойкотирам свеа, кои што се настроени како луѓе кои што секогаш се во власта, односно бараат пристап до власта, сега ќе му отидат на батнување на рака со цел да бидат прифатени во водството или да бидат да добијат некаква политичка позиција. Тоа значи дека првиот круг му ги зацврсти неговите позиции, а мој личен впечаток е дека во вториот круг неговата ангажираност како председател или како водач на кампањата заедно со надпартиската кандидатка господјата Силјановска беше многу помала и лично на мене тоа како на граѓанин повеќе ми се допадна заради тоа што тука ги видовме перформансите кои што ги има господјата Силјановска Давкова. Тоа веројатно е сугестија од артивот. Па може да е сугестија, меѓутоа може да е и малку тргање, сметајќи дека на тој начин може да и се наштети на кандидатката и дека таа ќе атакува на поголемиот број на неопределени и на гласовите на Рекав Плоч. Да се вратиме на оваа теза, дали ќе има пребројање. Мицковски ќе биде сосема задоволен од овие изборни резултати. Прво ќе освои сигурно меѓу 350 и 360 илјади гласови, што е барем 30.000 повеќе од што е првиот круг. И Силјановска и тој. Второ, она што е многу битно за ВМРО ДПМНЕ е тоа дека во неколку урбани центри се враќа на голема врата. И целокупната предност на СДСМ за време на локалните и парламентарните избори ја стопи со Гордана Силјановска и со сопствениот ангажман. И тоа е добар презнак да, условно кажам, да не се глупира било кој од таа опозицијска партија која нема да респектира тренд на растење на ВМРО ДПМНЕ, што е но дали е тој тренд на растење од разочарувањето од власта? За парламентарни избори. Чомовски, сериозно предупредување. Таа промена од локалните избори до овие избори, нели е тој тренд повеќе реакција на разочараност од некои политики на власта? Јас не очекувам некој подем на ВМРО ДПМНЕ и после ова, не очекувам. Особено што очекувам дека нема да има предвремени парламентарни избори. Тоа задолжително би требало да се придржуваме, барем кога се прашувам јас моето мислење. На Македонија доста и се предвремени избори, мора да се стабилизира, мора граѓанството да биде одговорно, ако одбере едно мнозинство има да го истера до крај. Ако
се пишмани, има да си дотера до крај. И мислам дека во Македонија мора еднаш конечно и ние што почнавме на секоја година да правиме избори. Зошто? И затоа имаме неодговорен изборен процес. А па сега си гласаме од инето. Нема. Тогаш ќе се гласа... Боријан Јовановски го имаме во штабот на Пендаровски. Дел од оној договор кој ние го направивме на уредничкиот состанок, Боријан да го деташираме во СДСМ со неговата иницијативност, но во овој момент, Боријан, од тебе многу ми е поважно со оглед на бекграундот на следењето на најмалце едно 15 изборни циклуси, како ти изгледа, како ти мириса амбиентот до победата и по неа? Чомовски, очигледно е тука тенденцијата на ова водство од некои 50.000 гласови за Стево Пендаровски. Во таа смисла веќе е започнато да се слави во СДС, но од друга страна морам да кажам како ретко кога се осеќа еден горчлив вкус во позадината на тие тапани зурли кои се свират пред штабот на седиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бидејќи она што може да се види од резултатите кои овде сите ги следат е очигледното потврлање на многу градоначалници на социјалдемократите во повеќе општини и во таа смисла и разочараноста на членството очигледна од тоа како стојат работите и какви се резултатите, например, во Кисела Вода, каде што Силјановска речиси има предност а потоа во Ајрон, ништо не е помала разликата. Така што тој разговор овде меѓу луѓето, поддржувачите, симпатизерите на СДСМ кои се дојдени тука, им е многу добро јасно дека практично партијата на изборите има потврлено и предпоставувам дека по ова победа, која вечерва ќе биде прославена доколку тој тренд на броењето на гласовите на оваа разлика продолжи понатаму, дека мислам дека од утре многумина од членови и симпатизери на СДС ќе побараат да се отвори сериозна натрешна дебата околу тоа што се случува со СДС, какви резултати испорачува на теренот, што прават градоначалниците и поредоле за тој горски вкус кој е очигледен немам овде во оваа преполна сала и во дворот пред штабот на СДС, каде што и тие тапани зурли свират, така има помалку една ситуација, една емоција која не говори се најдобро за позицијата на СДСМ. Боријан, дали ти се чини дека Заев и СДСМ си ја примија пораката и дека на оден начин, без оглед на оваа победа, веројатно ќе се соочат со сериозни внатрешни турбуленции и дотолку повеќе што мислам дека не може да биде задоволен премиерот од учинокот на градоначалниците и од овие негови витални полуги во важните урбани центри. Па не сум разговарал со некој по-конкретно, но морам да ти кажам дека ова што го реков ја, ова што го прашуваш ти, им е јасно на сите и тука немам дилема дека на Зоран Заев му е јасно што се случува и зошто е овој резултат ваков каков што е. Впрочем, тоа во потврда на тоа говори таа негова првична изјава дадена по првиот круг од претседателските избори. Се надеваме дека овој резултат кога се ќе заврши, кога сите анализи ќе бидат направени, од сега се гледа оддалеку дека е потребно сериозна метла, ако може така да кажам, или не знам како друго ќе се нарече таа метода која треба да се употреби за да СДС се врати во некаква кондиција во пресуд на некој нов изборен циклус. Боријан, ти благодарам многу, имаме мали проблеми со тонот. Напред добар увод овде да разговараме не само со проблеми со тоа како ќе се справи со резултатите ВМРО, туку и СДСМ, да. Да ве чујам. Ја да кажам. Ние едно забораваме, дека СДС покрај тоа што изгуби, да речеме, заради неснаоѓањето, заради игнорирањето на проблемите на граѓаните, заради ветувањата неисполнети и така натаму. Го смени името. И точка. Немојте да мислите дека Преспанскиот договор нема влијание во таа порака што беше пратена и до СДСМ. Јас дури 50-50 насто би го поделила проблемот на тие две. Незадоволството од ефикасноста на власта,
Но и овој чекор што го направи, оти потајно, многу луѓе не можеа да го прифатат тоа. Требаше премногу рационално да се влезе во целата приказка со Преспанскиот договор, за да може тоа да не остави траги. Многу брзо дојда изборите. Многу брзо дојда. Уште не се ни залечија раните, малку да се подзаборави, до пред 5-6 дена почна да се збори Северна Македонија сегде, и веќе сето тоа дразни. Затоа мислам дека народот не е глупав, он знае колку може да се изработи за 2 години. Ако можело ништо да не се направи за 11 претходната власт, во едни висини, сега и ќе се оди малце, не може толку брзо да оди. Тоа го чувствува народот. Меѓутоа, влијание има и Преспанскиот договор. Ѓурѓи Стана има друг став, вели за референдум 600.000 гласа. Имаше 600.000 гласови. Добро. Треба, мислам така, ако зборуваме објективно, во еден дел се согласувам со вас. Народот нема кратко паметење. Тоа беше една многу болна точка, како што може би тешко, многу време ќе помине за да сето тоа се надмени и да некој свати дека му е сменето уставното име. Да. Тоа нешто ќе има последици по партијата. Меѓутоа, 600.000 гласачи имаше за референдумот. Ако Социјалдемократскиот сојуз и целата коалиција, иземајќи ги албанските гласови, не направат сериозна анализа, не зборувам тука за албанскиот корпус на гласови, не направат сериозна анализа каде се подрачјата во кои што навистина убедлива победа добија на локалните избори, а каде сега во моментот имаа тесно водство или дури се паднати долу, верувајте, во период на предвремени или дури и редовни парламентарни избори, дека не сум толку сигурна дека резултатите ќе бидат вакви. И дека ВМРО ДПМН ќе биде со овие гласови. Напротив, ќе оди многу. Да ги вклучиме Чаловски и Јана, да видиме какви податоци имаме нови. Да, има доста реакции по Твитер заедницата, особено по прес-конференцијата на ВМРО ДПМН, духовите се твитерџиите. Еве ќе извоам неколку. Еден вели, само што констатиравме со еден колега, ВМРО-вски солзи очигледно ќе има вечерва. Па ете го парафразираат, односно го имитираат Ѓорчев од претходните изборни циклуси. Еден твит вели, губиме во Берово, Крушево, Кичево, Прилеп, Џепчище, Богомила, Сарај, Скопје, Штип. Губиме сегде каде што победувавме. И уште еден твит со порака, за некоја година гласачкото тело ќе се состои само од административци и пензионери, па продолжете да си ги вадите очите со партии. Еве најавуваат нашите репортери во 21:30 Заев и Пендаровски ќе држат заедничка пресконференција. Се надевам апропо на признавањето дека Гордана Силјановска, без оглед како ја гледавме, дека ќе го има демократскиот капацитет и ќе излезе да честита победа, зашто тоа е тренд. Тоа не може да се очекуваат конечните резултати. Добар виспред демократа тоа го прави пред да бидат соопштени конечните резултати. Добро. Нема да го направи доколку разликата не е голема. Ќе чека до крај. Тоа се моите прогнози. Добро, ама крајот многу брзо се ќе се види за 2 часа, час. Сепак се два кандидати. Ја дека имаме изјава од Изет Меджити од штабот на ДУИ. Режија, дали може да чуеме кој е коментарот од ДУИ за денешниот ден? Нашите првични и неофицијални проценки се дека барем најмалку околу 90.000 гласачи, албански гласови, го поддржаа концептот на консензус, но секако ќе направиме детална анализа на секој избирачко место во наредните денови. Сакам да изразам длабока загриженост во врска со информациите на теренот за тивок, но активен и организиран бојкот од страна на експоненти на албанската опозиција, кој значително се приметува во општините со кои управуваат како Желино, Боговиње, Врапчиште и Гостивар. Но и покрај овие деструктивни напори, прогресивните сили на граѓаните не дозволија кризни и злонамерни сценарија за државата и за албанците. За среќа, движењето на земјата кон НАТО и Европска Унија нема сила која може да ја спречи, а ние во Демократската Унија за интеграција сме старатели и гарантот на ова патување. Ето тоа беше ставот на Меджити. Значи... Ева лепа јавува од ВМРО, најнови податоци според ВМРО-ски изјави. Мошно индикативни. Во Гевгелија 700 гласови за Силјановска. Во Охрид 2000 гласови за Силјановска плюс.
Во Охрид немаме за градоначалничките избори. Да. Во Прилеп 2000 гласови. Разлика тоа значи кажуваш. дека да, за сега. Што значи дека тоа што зборувам дека урбаната Средина. средина не само што За разлика од локалните избори, драматично се сврте. нема сенс или потреба да му прости на Заев за големите ветувања, туку сериозно ги казнува неговите експозитури на градоначалничките места. Дефинитивно. Но што може он да направи со градоначалниците? Може да направи други промени, Може да се одземат ингеренциите како што во еден дел од општините Како се што на направени. Таравари. Да, точно така. Значи секогаш власта има свои можности во средините каде што не е задоволна да употреби директни мерки на владење. така. Бидејќи се најавува во 21:30 вклучување од штабот на Пендаровски, имам информација дека нашиот следен гостин Петар Богоевски е дојден. И ја мислам да влезе, зашто нема смисла дамите три да останат без машко, да можем слободно да испиеме едно кафе, Шумовски има, следуваат реклами добро. и ја правиме таа промена. Добро, фала ви многу. Ми беше драго, дами. И мене. А ќе ме оставиш сама со Богоевски? Па не, ама имате представник на Машкиот пол. понежниот пол. Не ме разбираш, очигледно.